Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. 23 октомври одбележан од страна на представниците на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово. Без вода подолг период, жителите на населбата Колтукот Тетово макамачат за извршување на основните активности и потреби. На дополнителни 2 локации во Гостивар ќе се монтираат нови станици за квалитетот на воздухот. Представници од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово положија цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово и го одбележаа 23 октомври, денот на македонската борба. Со полагање свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово, представници на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН го одбележаа 23 октомври, денот на македонската борба. Го објаснија и значењето на денешниот празник. 23 октомври 1893 година. Светол датум за македонската историја, светол датум кој што ги носи своите 4 букви ВМРО. Натрешната македонска револуционерна организација не представува само една обична историска флоскула која што е запишана на книгите во историјата, туку представува иницијална каписла за борба и обединување на цела Македонија. Македонците во тоа време се потпирале на македонската интелигенција, која што, иако со скромни напори, направила невиден чекор во тогашна османлиска Македонија, но и Европа, која што имала своји превирања. ВМРО е светла буква во историјата на Македонија, светол начин на живење. Не е само обична историска флоскула, како што реков, туку е начин на живење, делување, едноставно себе подпишување на страниците на нашата историја. Нека е вечна организацијата, нека е вечна и вековита Република Македонија. И оваа година немаше представници од локалната самоуправа. Државните празници според мене представуваат денови кога треба да се обединат сите, затоа што овие државни празници ја представуваат борбата за самостојност за современа македонска држава. И токму затоа сметам дека особено локалните власти, затоа што тоа е во нивна ингеренција, треба да се погрижат околу организација на одбележувањето на овие државни празници. За жал, и годинава во Тетово, како и во минатото, не се организира државниот празник од страна на локалните власти и со тоа се испраќа една лоша порака која што секако не оди во насока на обединување на македонскиот народ. Ово е голем ден за Македонија. На овој ден е вкорената идејата за самостојна држава на македонскиот народ. На овој ден сите ние ги славиме храбрите дела на нашите предци, на основачите на ВМРО, но и на сите останати кои се темелот на Република Македонија. За жал, ние денеска се соочуваме со распродажба на македонските интереси, денеска македонците се соочуваат со нов предизвик за зачувување на својот идентитет. 23 октомври е државен празник и е неработен за сите граѓани. Жителите на повисоките населби во Тетово подолг период се соочуваат со проблеми во водоснабдувањето. Немаат вода за пиење и за основните хигиенски потреби. Од работната единица водовод и канализација пак вела дека проблемот е поради намалена издашност на изворите и зголемената потрошувачка во централното градско подрачје. Речиси еден месец жителите на тетовската населба Колтук макамачат со водата за пиење. Мора да станат рано за да наполнат резерви во пластични садови за да можат да го поминат денот. Во некои од куќите низ чешмите воопшто не тече вода, па се принудени да полнат од други места и да купуваат. Бараат од надлежните поскоро решавање на проблемот. Водава ни доаѓа нас сабајле 3-4 сат, па 10 шишиња да наполниш толку. Значи оваа улица Солунска и долнава улица до пола нагоре нема ништо. И молам надлежните да ни пушта вода. Еве сум купила билнаци и да носиме вода. Кога ќе дое син ми од работа после 3, треба да иде 100 метри да наполни вода и да донесе. Нели е срамота ова? Жителите велат дека се обратиле во јавното комунално предпријатие и во општината, но тие ја префрлаат вината меѓу себе. Овоја ба иди кај него, овоја иди кај другиот, третиот вика вамо и на кај ти вика вода нема за горе вика. Зема водата доле. 80 години.
Ние со оваа вода се мучиме од тие години. Од работната единица водовод и канализација при ЈКП Тетово велат дека проблемот е поради намалената издашност на изворите и зголемената потрошувачка во централното градско подрачје. Во горните делови од градот се случува да нема вода преку ден поради намален притисок, како резултат на недостаток во изворите во овој период и поради зголемената потрошувачка на вода во градот. Ќе се обидеме да изнајдат техничка можност за појачување во тој дел. Во моментов издашноста на изворите со кои Тетово се снабдува со вода за пиење, заедно со бунарите кои се ставени во функција, изнесува 330 литри вода во секунда, што според надлежните е доволна количина за потребите на граѓаните доколку рационално се користи. Гостиварци наскоро ќе имаат подетални информации за нивото на аерозагадувањето. На дополнителни 2 локации ќе се монтираат нови станици за квалитетот на воздухот, со што градот ќе добие мрежа од 5 мерачи. Гостивар ќе добие уште 2 мерни станици со ласерски сензор за квалитетот на воздухот. Како мрежа, заедно со постоечките 3, во иднина ќе даваат поцелосна слика за состојбата со аерозагадувањето во градот. Според најавите, новите мерачи ќе бидат ставени во функција за околу 2 недели. Локациите се уште се под знак прашалник, но најверојатно тоа ќе биде на патот кон Русино, кај некогашните касарни и во околината на некогашна Силика. За таа цел општина Гостивар потпиша меморандум за соработка со група граѓани кои претходно веќе поставија 2 сензорни станици за квалитет на воздухот. Околу 2-3 недели со една граѓанска иницијатива од Гостивар заедно потпишавме еден меморандум за соработка, се со цел да се постават неколку мерачи на загадување на воздух низ општина Гостивар, со која што ќе оформиме мрежа на 5 поставени мерачи на загадување на воздух, со која подоцна ќе биде поставена и во веб страната на нашата општина, се со цел сите граѓани на општината да можат, кога сакаат, да видат колку е загадувањето на воздухот во 5 различни точки кај што се наоѓаат одредени потенцијални загадувачи на воздухот. Со овие 5 точки, распоредени низ целиот регион на градот, мислам дека ќе имаме мониторинг, со тоа ќе ги информираме граѓаните како воздух дишат, и тоа е задача на градоначалникот и на општините. Бобан Беловинов и Богдан Јелисковски се дел од тимот кој го реализира проектот за мерни станици со ласерски сензор. Тие објаснуваат дека резултатите од мерењата се релевантни, затоа што се работи за напредна технологија. Целата идеја со Богдан започна баш во тој период кога зимата 2017 кон 2018 добри 6 до 8 месеци немаше информација колку е загадено, очигледно беше дека е загадено. И што знам, водени од таа идеја решивме да направиме првично наша сензорска мрежа, потоа општината ни пристапи дека и тие би биле заинтересирани бидејќи имаат план да воспостават мрежа. И така дојдовме до оваа иницијатива. Моментално имаме 2 активни сензори, може да се видат на апликацијата Мој воздух. Мерните станици, тоа сензори, се прилично напредна технологија која што моментално ги поставуваме и на клауд. Тоа значи дека обезбедуваме максимален аптайм на самиот сензор. Имаше неколку замерки околу дека на топло-ладно, кога се менува времето, би имала дискрепенција околу резултатите, но за овие 2 години не гледаме значителна промена во самите резултати. Моментално во Гостивар активни се 3 мерни аеростаници. Државната станица е поставена во дворот на основното училиште Гоце Делчев, а сензорните кај големиот пазар и близу поранешен Житошар. Од црквата им порачуваат на граѓаните да ги одбележуваат домашните слави во кругот на потесното семејство. Свештените лица ќе го извршуваат осветувањето на славскиот колач, пченицата и виното во домовите на верниците со почитување на здравствените протоколи.
Домашните слави да се одбележуваат само во кругот на најтесното семејство, велат свештените лица од Тетовското архиерејско наместништво. Нивната задача за осветување на славските колачи, пченицата и виното ќе се спроведе, односно тие ќе ги посетат домовите на верниците, почитувајќи ги здравствените протоколи. Скоро секое семејство во нашиот град и во околината си има свој патрон, заштитник, светител кој го слави, на кој му се моли и кој го прославува во овој период. Согласно со кризата во која влеговме, корона кризата, често луѓето се прашуваат како во оваа година, која не би сакале да се повтори повторно, значи, дај Боже наредната година да бидеме сосема релаксирани во тој поглед, како да ги празнуваа славите. Значи, нашиот, ние како свештенство при Тетовското архиерејско наместништво одлучивме, значи, како и секоја година славските лебови да ги кршиме по домовите. При тоа се разбира, припазувајќи ги препораките на Министерството за здравство за заштита на коронавирусот. Луѓето се должни да си имаат подготвено како и секогаш леб, пченица, вино, свеќа и свештеникот во одреденото време, како и секоја година според практиката, ќе појде и ќе го благослови славскиот леб, славската пченица и славското вино. Што се однесува до делот на прославувањето со трпези и со ручеци, следејќи ги препораките на Министерството за здравство, препорачуваме тоа да биде направено во поблискиот круг на семејството и меѓу поблиските роднини, да нема масовни собирања како што има, затоа што знаеме дека ние според традиција во Тетово и Тетовско имаме слави и прославување и по 80 и по 100 души, значи таквото масовно собирање да го нема, луѓето да се организира согласно препораките во најтесниот круг на семејството и со најблиските луѓе да си го организира славскиот ручек. На крајот од краиштата, доаѓањето во црква на света литургија, кршењето на славскиот леб дома, молитвата кон светителот, читањето на житието на светителот се најважните обележја на празнувањето на славата, а прославата со ручек, со трпеза е додаток на тоа прославување. Ние најважниот дел во секој случај ќе го одбележиме. Сите семејства кои се во изолација треба да го известат свештеното лице за состојбата пред да се упати во нивниот дом. Домашните слави започнуваат од крајот на месецов, а прва од нив е петков ден на 27 октомври. МВР поведе постапка за полицаецот кој не реагирал на пријавата за насилство во гостиварско Здуње по претставката на Хелсиншкиот комитет за извршениот фемицид, кој во септември ја потресе јавноста. Внатрешната контрола на МВР поднела иницијатива до СВР Тетово за дисциплинска постапка кон полициски службеник за потешко кршење на работниот ред, врзано со убиството на жена што се случи во Гостивар минатиот месец. Оваа информација ја пренесе Хелсиншкиот комитет за човекови права, кој за фемицидот поднел преставка до одделот за внатрешна контрола. Хелсиншки соопштува дека во одговорот на преставката било наведено дека синот вечерта пријавил за семејното насилство, кое таткото го сторил врз мајката, кај полициски службеник на влезот во дежурната служба. Тој пак му дал насоки да биде во близина на куќата на неговите родители и да чека телефонски повик од него, поради тоа што сите полициски служби биле ангажирани за претрес. Кога подоцна се слушнале, полицискиот службеник му сугерира следниот ден заедно со мајка му да го пријава таткото за семејното насилство. Утрото околу 6 часот синот дознал дека таткото ја убил мајката со секира. Иако е за поздравување брзата реакција на МВР за испитување на постапувањето на полициските службеници во овој случај, сметаме дека Министерството треба системски да се зафати со несоодветното постапување по пријавите на родово базирано насилство и семејно насилство, пракса која значително ја намалува довербата на жртвите во надлежните институции, потенцираат од Хелсиншкиот комитет за човекови права.
Од планинарскиот клуб Јелак го најавуваат третиот планинарски марш Милениумска патека, кој ќе се реализира во недела со почитување на здравствените протоколи. Планинарскиот клуб Јелак од Тетово во соработка со Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, како и Македонската православна црква, во недела на 25 октомври го организира третиот планинарски марш, односно планинарска манифестација, Милениумска патека, која се организира по трет пат оваа година. За прв пат беше пред 2 години во чест на јубилеот на 1000 години на постоењето на Охридската архиепископија. Маршот започнува значи во недела. Транспортот ќе се одвива од плоштадот во Тетово пред културниот дом во 8 часот. Транспортот оди до селото Блаце и од тука, од селото Блаце, одиме преку планината Сува гора, нели, до местноста и селото Волковија, каде што околу 13-14 часот таа планинарска манифестација завршува. Ги поминуваме најубавите делови црковни, да речам, тоа се неколкуте цркви кои се наоѓаат на овој дел од планината. Таму е и ранохристијанската базилика, нели, која датира од 4 век, така да ги повикувам планинарите, помладите, поискусните. Патеката не е тешка, не е напорна, така да може и почетници да присуствуваат на оваа манифестација. Се надевам дека временските услови ќе ни бидат наклонети и еден викенд сите присутни ќе си поминат убаво во планина. Препорака до планинарите кои ќе учествуваат на оваа значајна планинарска манифестација да го одржуваат, нели, редот според протоколите за опасностите од COVID-19, така да се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. Градскиот женски младински хор Менада настапи на манифестацијата по повод 175 години од упокојувањето на Кирил Пејчиновиќ. Хорот изведуваше православна духовна музика во културно-духовниот центар во Лешок. 175 години од упокојувањето на Кирил Пејчиновиќ, просветител и преродбеник, кој оставил силен белег врз развојот на православието во регионот. Градскиот женски младински хор Менада по тој повод настапи во културно-духовниот центар во Лешок со изведба на композиции од православната духовна музика. Несомнено, ова место е од посебно значење за хорот Менада, но воопшто и за сите оние кои што ја негуваат и ја сакаат хорската музика. Бидејќи годинава се навршуваат 175 години од упокојувањето на Кирил Пејчиновиќ. Неговото име секако дека е многу важно, бидејќи тој е наш просветител, наш природбеник, негувач на македонскиот народен јазик, но секако и духовен отец на многу луѓе кои што живееле во неговото време во овој период во Лешок, но и на нас како верници и мирјани. Хорот Менада и покрај ситуацијата што ни се случува со актуелниот вирус COVID-19, успева да го одржи позитивниот дух, успева да ги одржи сите своји зацртани концерти. Следната година хорот Менада ќе одбележи 40 години од своето постоење, како и 30 години од основањето на Техо. Хорот, како и секогаш, беше предводен од диригентот маестро Ивица Зориќ.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Имајте пријатен празничен викенд. Пријатно!